Во пресрет на најголемите христијански празници, Бадник и Божик, кога христијаните го слават раѓањето на Синот Божи, Исус Христос, традицијата на одбележување на овие празници е различна. Бадниковата вечера треба да биде посна, но многумина не се придржуваат до традицијата и сакајќи да воведат нешто ново и различно, го прекршуваат правилото кое се налага во христијанството. Според ѓакон Константин Донев, воведувањето на новитети и пркоси на христијанската традиција. Бадниковата вечера треба да биде посна, а палењето бадникарски огнови и пиењето алкохол треба да се отфрлат. Христијанската традиција и на православната вера се свирките околу овие огнови, мрсната трпеза, печењето колбаси, пиењето на греена ракија, ората кој што се игра. Значи, тоа веќе тука се губи смислата на самиот празник Бадник и на самото тоа да останеме будни и да го дочекаме раѓањето на Господ Исус Христос, и токму поради овие причини луѓето се опиваат и утрето не може да станат ниту да идат на литургија, на Божикната литургија. Во последните неколку години, како дел од традицијата за Бадник и Божик, бадникарските огнови беа наметнати, на кои со ора, песни и консумирање алкохол се слави Христовото раѓање. Според обичаите и верувањата на црквата, ова е погрешно. Во се треба да се биде умерен, да се воздржуваме од пороци и да не се прејадуваме. Како што вели ѓакон Константин Донев, умереноста е важна за духот во празничниот период во кој се наоѓаме, за соодветно да го прославиме Христовото раѓање.